Дали редовно носите заштитни маски? Носиме редовно, да. Имавте ли проблем да набавите? Па Има од почеток проблеми, имаше недостиг, проблем, има ама недостиг. сега мислам дека има. Во Зегин гледам, во Рамстор веќе по 10 упаковки. Дали делат некаде бесплатно? Колку што знам јас, се уште не почнале во Скопје неделат. Не Не дела, делат. да. Па да, а некои се инати вика зашто да купувам. А не се скапи. Колку ги набавивте? Колку бе? По 20 денари. 20-30 денари. 10 маски, 23 денара, 25 денара во овакво, во Зегин јас ги набавив овие. Што ги носиме ние. И рукавиците исто така не се скапи, оти пред тоа беа поскапи. 5 А сега е 20 цената денари, значи 4 паднат. денари. Па сега ако немаме маски, ќе ставиме и шалчиња и ова, кажете го, марами имаме секој. Од внуците Мислам оние дека скафандерчиња ги памтите е тако, ако не се овери. Да, обавезно. Да. Како што гледате. Беше ли тешко да набавите? Имаше ли доволно во аптека? Па си имавме пред време набавено и немаме проблем. Не редовно. Само кога одите во пазарување или Да. имате набавено маски во залиха? Па има десетина така. Ги менуваме. Ова више пред крај, али? Беше тешко да се набават бидејќи се жалат граѓаните дека нема. Таква бракотница како злато да баравме. Така. Не ви е страф од корона? Па не, што сега? Тоа е, што да ви кажам. Се брзав така на брзинка само да си купам ја, чекај кај го стиг бурекот. Еве, добро е. О бурек да земам и така нешто да сменам и толку. А инаку имате купено, имате набавена маски? Имам, да. Беше лесно да се набават, најдовте бидејќи се жалат луѓето дека нема. 50 денари се во продавница, да. Во сите продавници скоро ги има сега. Така да. Носите ли редовно заштитни маски? Да. Да, обавезно. Беше ли тешко да се набават? Не, Има во залиха доволно? имало доволно, да. Дали редовно носите? Извинете. Носите, да, во маркетинг. Се трудам. Беше ли тешко да набавите? Дали имаше во доволна количина по аптеките и маркетите? Искам да кажам од домашни резерви ми. Така да не сум уште пробала во аптека и не сум. Да. Од каде ги набави? Дали беше тешко? Имаше ли по продавниците и аптеките? Во аптеките, Скапа ли беше? да. Па не беше скапа, 20 динари. За една употреба? Не, мислам едната ја употребувам, мислам за една употреба, да. Кога влегувам в маркетинг, нормално, кога ја ваѓам, другата ја ставам. Искрено да ви кажам, први не верувам во себе ова. Мислам дека е една голема фама. И да постои короната како вирус, први сите видовме и свативме дека на вистина ја имаме, сите ние имаме во нашето тело. Но тоа ќе оставам на стручните лица кои што се занимаваат нели со ова. И секако дека треба да се придржуваме нели на она што ни е кажано званично. Но јас сум од тие луѓе што мислам дека не треба да се плашиме, заради тоа што кога Бог е со нас, кој може против нас? На сите веќе им е јасно дека позади ова стојат некои други многу поголеми работи, за кои што можеби обичниот човек до сега и не размислувал. Но бидејќи јас сум човек кој што се определил за духовноста и сметам дека кој што и да прави, што и да смислил мимо она што е божествено, сето тоа ќе излезе на виделина, ќе падне во вода, ќе паднат маските. Ова е една голема маскарада и ова што го гледаме, значи ова ствари е олицетворение на онаа замаскираност на луѓето. Ова е едно големо будење во кое што треба да паднат маските. Ова токму тоа и ни го зборува. Луѓето одат замаскирани за да видат дека всушност имат многу маски. Кога ќе ги симнеме тие маски, ќе видиме кои сме, што сме, зошто сме. И тоа е на глобално ниво, значи на светско ниво. Треба да паднат маските за да дојдат вистинските луѓе, за да се решава во светот со моќта на љубовта, со моќта на свесноста, на божествената свесност која што ни е дадена како таква и која што чути седи кај секој човек, кај секој поединец, но време, но не се свесни луѓето за тоа и сега е времето кога токму е тоа вистинско време, време на будење, време на свесност, време на тоа да знаеме кои се и што сме, а короната е само
една голема маска која што наскоро ќе падне и сите луѓе ќе бидат многу посреќени заради тоа што ќе сватат дека ќе ја сватат поентата, уствари пораката на животот. Зошто не носите маска? Затоа што пратам по инструкциите што ги кажува Светска здравствена организација дека маски по правило треба да се носат во затворени простории. Ја во случајов имам маска во джеп, доколку влезам во некоја затворена просторија ќе ја ставам, а на отворено мислам дека нема потреба колку што пратам стручњаци и експерти што кажуваат. И на отворено не ја носам, во затворено доколку влезам да купам кафе или да купам бурек, си ја ставам маската и кога ќе искочам надвор пак си ја ставам у джеп.